Нема да се намалуваат парите предвидени за субвенции во земјоделството. Министерот за земјоделство Цветан Трипуновски категорично ги отфрла обвинувањата на опозицијата дека се кратат субвенциите за 40 милиони евра. Вели дека единствената новина е што ќе се заоструваат критериумите за добивање на истите, бидејќи, како што рече, нелогично е државата да има милиони евра поддршка, а производството да бележи опаѓање. Немаме кратење субвенциите, имаме само дополнителни условувања кои што ќе значат зголемување на продукцијата на храна во Република Македонија. Постојат категории на луѓе, би ги нарекол, не би ги нарекол земјоделци, кои што се обиделе да го злоупотребат системот и да користат земјоделски субвенции. Затоа повторувам, со новите капацитети кои што ќе бидат ставени на располагање на платежната агенција, контролите на терен, ќе се елиминираат сите оние кои што сакаат да печелат на грбот на државата, да земаат субвенција, да не учествуваат во земјоделскиот процес. Во однос на платежната агенција за земјоделство, Трипуновски тврди дека ќе продолжи да функционира тековно. Додава дека не може да каже кога ќе има нови ИПАРД повици, по скандалот во кој со мито беше фатен претходниот директор, но рече дека се работи за документација за одблокирање нови мерки. Трипуновски најави дека следниот месец ќе оди на средба во Брисел, која што веќе е најавена. Веќе како сите надлежни институции кои што се од областа на платежната агенција и националните авторитети работат во делот на утврдување на конкретните пропусти кои што евентуално се случиле во комуникација со Брисел. Во наредниот период очекуваме да си продолжи нормалното тековно работење во делот на ИПАРД средствата. Знаете дека платежната агенција во делот на националното финансирање си работи тековно во делот на распределба на субвенциите и програмите кои што постојат. Трипуновски на брифингот со новинарите кажа и дека е се уште рано да се каже колку од земјоделските површини претрпеа штети по поројните врнежи. Сега рече се работи на санација и нормално функционирање на речните корита, за да нема поплавување на површините, а по санирањето на состојбите ќе се формираат општински комисии, кои ќе ги прибираат барањата од сите што ќе пријават штети.